Во студиото имаме исто така еден голем скопјанец, јас ќе го кажам, голем фотограф, професионалец, хроничар на градот Скопје, фотодокументарист. Наш гостин е Александар Контев. Добар ден и добро ни дојдовте во емисијата посветена за Скопје. Во следниве 5 минути, знам дека можеме и 50 минути, 5 дена да зборуваме за Скопје. Секогаш вие и како лик на намстени мотив, кога зборуваме за Скопје, вас да ве поканиме. Имате милион фотографии од Скопје. Какво беше земјотрес на Скопје? Знам дека го имате преживеано. Да, го преживеав. Бев релативно возрастен, да се сеќам. И денска свежо, имав 12-13 години. Ние сме топанци и вистинската катастрофа не се случи во стариот дел на Скопје, туку во новиот дел. Катастрофа како катастрофа, страшна. Кога ќе размислиме дека најбавите делови на Скопје беа погодени и се она што беше знак за идентификација на скопјани го снема. Во момент. Офицерски дом, банка, железничка станица, универзитетот, малце го спомнуваат, меѓутоа и он се сруши. Така да, наеднаш дојдовме во еден идентификационен вакуум. Бидејќи сте фотограф и цел живот го фотографирате Скопје покрај тоа што фотографирате на вистина и други. Мислам дека секојдневно го фотографирате градот. Вака ако направиме една хронологија на градот, јас така и ве најавив дека вие може да зборувате и од урбанистички, од архитектонски, од естетски аспект. Јас лично, градот за овие 60 години? Од негде 69-70 или 1969, тоа друг век, нели? Соработив со архитектите, конзерваторите, урбанистите на Скопје, имав можност, што се вели од прва рака, да ги пратам настаните околу тоа. Плюс тоа неслужбено ги слушаш и сите оние настани за сцена што се случуваат, така да имаме оформено едно мое мислење што се направи, што не се направи, што пропуштивме, а што добивме. Добра, и може би една порака што треба да се направи. Меѓутоа, сакам да ве прашам, кога во вашата архива за Скопје, која е најстарата фотографија? Прво, најстарата фотографија мене ми од 1961. Меѓутоа, баш во земјотресот се погоди татко ми да ми купи една смена 6. И со нејзија ги направи првите фотографии баш од разрушеното Скопје и приказката така започна. Понатака, бидејќи работев ја хонорарно за Градскиот завод за заштита на споменици, за Републичкиот завод и методологијата на документирање ги научив таму. И ја почнав индивидуално, оно што не го работеа они службено, јас да го покрием. Знаев каде се руши, каде ќе се гради ново и тие траги сакав да ги забележам и останаа. Вистина, тоа е многу тешко, многу скапо. Тоа што остана, не може да се комерцијализира, меѓутоа е еден знак на љубов кон градот. Така, секогаш сакате да зборувате за Скопје, а во оваа прилика не би сакала да ве прашам, бидејќи знам одговорот каков е, што требало да се направи за градот, каде може би, бидејќи навистина за овие 60 на години зборуваме по земјотрес на Скопје, имало некои идеи, сега да не зборуваме идејата на Кензо Танген, некако како да се скршна од патот. Проблемот на Скопје е што со оние средства што дојдоа беа премали за амбициите на Кензо Танген. И се направи една адаптација на тој проект, користејќи ги и другите проекти. Имаше околу 7 проекта на еден светски конкурс. Тоа што се направи, се направи. Така. Меѓутоа, јас би сакал сега, еве, и вас, и на аудиториумот, што не гледа, да апелирам. Заборавивме дека Скопје е град на солидарноста.
заборавивме дека ладната војна почна да престанува баш во Скопје. Во Скопје се сретна судрените армии, американска, руска. Добро, секојаш била крстосница Скопје. Ама Скопје беше ги собра сите армии на светот во мировна мисија, во цивилна мисија. Скопје го спасува и го помага сите земји на светот. Што сакате? Вториот ден советската инженерска единица разчистуваше во центар. Американците има монтирана болница на аеродромот во Куманово. Французите дојдоа со оние кучиња за да бараат преживеани во рушевините. Да. И ние тој момент не го искористивме за Скопје како град на солидарноста да направиме бренд.